Зелникот на баба ја собра Македонија во Пробиштип. Вредните домакинки оваа година ги засукаа ракавите и подготвија околу 200 парчиња од овој традиционален македонски специјалитет. Имаме шаренило од зелници, бидејќи зелниците може да се подготват со она зеле што викаме кисела зелка, потоа со прас, со спанаќ, со блитва, со коприва. Ние имаме зелник со урда, со зелка, со спанаќ, со прас. Освен пробиштипјанки, со својот марифет се пофалија и госпогите од другите општини. Ние како граѓанки од општина Велес сме многу горди што сме поканети од вашата општина да дадеме учество. Приготвивме зелници, баници, штрудли. Младите од Пробиштип го препознаваат значењето на традицијата и беа дел од одбележувањето на зелникот на баба. Ова манифестација е сочувување на традицијата која многу ни значи. Би сакала да научам од мојата баба како да сукам и јас еден ден и да продолжам нашата традиција. Убавото време и вкусната храна донесе над 3000 гости на Пробиштипскиот плоштад. За едни тоа беше можност да пробаат од вкусните зелници, а за други да се видат со своите пријатели. За мене е многу убаво, многу е народ. Ето жените постасале која што моглу сукаа направила. Оваа традиција е убава и добро што се почна и овоа не треба да се прекине. Дојдемо тука, расположимо се, насмеемо се, шалемо се и видимо со некои пријатели од други општини. Инаку, станува збор за манифестација која се организира по трет пат. Имаме гости од 15 града од Македонија, кои што се влюбеници нели на традиционалното јадење, на традиционалниот зелник на баба. Меѓутоа, нив ги надополнуваат уште 20 ракотворци и на тој начин ја збогатуваат манифестацијата. Освен забавен, манифестацијата имаше и хуманитарен карактер, па за еден час подготвените зелници беа продадени, а собраните средства беа донирани за операција на нивна сограѓанка. Па така, зелникот на баба станува бренд со хумана и традиционална вредност.